Прво, како вовед, да кажам дека Централната банка изготвува макроекономски проекции 2 пати годишно. Тоа е целосен сет кој што опфаќа среднорочен период и го опфаќа реалниот сектор, монетарниот сектор, надворешниот сектор, а вклучително ги зема во предвид и фискалните проекции. Тие проекции се прават на пролет, првата рунда на проекции, и втората рунда на проекции се прави на есен, тоа е во октомври. Секако Централната банка на постојана основа ги следи сите најнови движења и оценува колку тие најнови движења се во линија со претходната рунда на проекции. Доколку има потреба, значи доколку забележиме дека има позначени отстапувања од нашата визија, значи не е исклучено Централната банка да направи и порано, значи нова макроекономска проекција. Она што е важно за секоја макроекономска проекција е прво кои се претпоставките на кои што базира таа макроекономска проекција. Значи јас овде ќе зборувам за макроекономските проекции кои што датираат од април оваа година. Кои ни беа клучните претпоставки? Прво, претпоставуваме поволно надворешно окружување, односно раст на глобалната економија со позитивни ефекти врз странската побарувачка и извозниот сегмент. Претпоставките за надворешното окружување, значи за глобалниот амбиент, за нас како мала и отворена економија се од клучно значење. Затоа што ние како мала економија не може да влијаеме на надворешното окружување, меѓутоа ние пак од друга страна сме абсорбер на сите шокови што се случуваат во надворешното окружување. А како расте степеност на интегрираноста на нашата економија со остатокот од светот, толку и можноста за интегрирање и за трансмисија на тие надворешни шокови врз нашата економија се зголемува. Втората клучна претпоставка која што имавме е стабилен домашен политички контекст со позитивни ефекти врз очекувањата на економските субјекти, а преку тоа и врз агрегатната домашна побарувачка, што во основа треба да представува импулс за инвестиции и потрошувачка. Понатаму предпоставуваме имплементирање на политики во делот на странските директни инвестиции, кои што ќе значат солидни странски директни инвестиции и тоа во секторот за разменливи добра. Тој е оној клучен сектор, познат и во теоријата и во праксата, каде што бенефитите од странските директни инвестиции се многу поголеми од останатите сектори, како и на тамошно подобрување на структурата на економијата. Значи, со странските директни инвестиции, во сферата на разменливите добра, во индустријата се менува производната структура на економијата. Со самото тоа, таа се прави поддиверсифицирана и на некој начин поотпорна во услови на потенцијални идни надворешни шокови. Понатаму предпоставуваме на тамошно зголемување на искористеноста на капацитетите на веќе присутните извозно ориентирани компании, за кои што сме сведоци дека навистина даваат придонес, особено гледајќи го аспектот на надворешно трговската размена. Значи, тие се значајни извозници, да, од друга страна има и значаен увоз, но сепак ние кога го следиме нето ефектот, значи нивниот придонес врз надворешно трговската размена, а посредно преку тој придонесот на девизниот потенцијал на нашата економија, несомнено, тој придонес не е за подценување. Она што може динамички да се забележи е дека тој придонес на низ годините се зголемува, иако според наши оценки секако има значаен простор за натамошно унапредување и поголема трансмисија од ефектите во овој сегмент врз останатите сегменти во нашата економија. Понатаму, предпоставката за продолжување со јавните инвестиции во инфраструктурата. Значи, по забавувањето во 2017 година се очекува раст на јавните инвестиции во 2018 година, што засега, како што гледаме од расположливите податоци, оди споро, но се надеваме дека до крајот на годината ќе има одредено забрзување во динамиката на капиталните инвестиции. И на крајот, една од клучните претпоставки, секако не најмалку важна, тоа е постепената фискална консолидација во согласно со фискалната стратегија на Министерството за финансии 2018-2020, за која што туку продискутиравме. И сега да видиме во однос на овие клучни претпоставки и наши очекувања дали нешто позначено се променило. И ако се променило, во која насока тоа се променило. Значи, изгледите за глобалниот амбиент се уште остануваат позитивни.
Во април, согласно Меѓународниот монетарен фонд, глобалниот раст беше проектиран да продолжи постепено да забрзува во посткризниот период, со просечна стапка на раст од околу 3,9% во периодот 2018-2019 година. Впрочем, ова предпоставуваше и нагорна ревизија во однос на претходните очекувања на ММФ, и оваа нагорна ревизија во најголем дел е направена како резултат на поповолните очекувања за американската економија, а во одредена мера и за европската економија. И сега од тогаш па наваму од април, проекциите на Меѓународниот монетарен фонд се уште не се променети. Значи, остануваат очекувањата за натамошно забрзување на глобалниот раст, но сепак она што е повеќе од очигледно е дека ризиците околу овие очекувања стануваат понагласени. И овие ризици, понагласени ризици, главно се поврзани со можната ескалација на трговскиот протекционизам на глобално ниво, која што гледаме дека се случува и сега, барем отпочнува тој процес, како и поврзано со темпото на нормализација на монетарните политики. Значи, ние досега имавме исклучително релаксирани монетарни политики на глобално ниво, кои што знача историски ниски каматни стапки и оттаму обезбедуваа исклучителна поддршка на реалниот сектор. Промената на насоката на монетарните политики генерално може да значи помалку релаксирачки амбиент или постепен пораст на каматните стапки, кои што секако нема да даваат дополнителен импулс во однос на реалниот сектор. Понатаму, еден од факторите во однос на очекувањата за растот на глобалната економија е растот на повисокиот раст на цените на светските цени на нафтата. Не дека овој раст не беше очекуван, овој раст дефинитивно беше очекуван и уште со претходните очекувања, меѓутоа најновите податоци патуваат на одредено ниво на повисок раст од тоа што беше претходно очекувано, како и зголемените геополитички ризици во повеќе региони во светот. Фокусирано на европската економија, бидејќи европската економија е нашиот клучен партнер во кој што оди околу 80% од нашиот извоз, изгледите исто така остануваат позитивни, иако на последниот состанок во јуни, значи на почетокот на овој месец, Европската централна банка направи умерена надолна корекција на растот на еврозоната од 2,4 на 2,1% и направи умерена нагорна корекција на инфлацијата од 1,4 на 1,7, впрочем и предвидува дека ова ниво ќе се задржи на среден период. Меѓутоа, главната причина за надолната ревизија, барем како што ја објасни председателот на Европската централна банка Драги на средбата во Синтра, беше дека во главном оваа надолна ревизија не вклучува поголеми ефекти од трговски протекционизам, туку ова е главно заради некои привремени сезонски движења, во смисла на временските услови во европската економија во првиот квартал и слично. Значи, се уште овие проекции не вклучуваат како базично сценарио позначајни ефекти од можна трговска војна. Во однос на акомодативниот карактер, знаеме сите дека Централната банка е еден од клучните лидери кој што влијае на глобалните финансиски пазари. Знаеме дека таа води исклучително релаксирана политика, дури експериментира и со негативни каматни стапки на одредени инструменти кои што таа ги има. Кажа дека нето откупот на хартија од вредност, или едноставно кажано вбризгувањето на ликвидноста која што таа се уште го прави, очекуваа да заврши на крајот на оваа година, меѓутоа тоа не значи дека тие ќе повлекуваат ликвидност, значи само немаат дополнително да вбризгуваат, и ова сепак имаат резервација како и секогаш дека ова ќе се случи доколку навистина продолжи овој тренд на одредено нагорно поместување на инфлацијата кој е нивниот основен таргет. Сега, што значи овој глобален амбиент квантитативно за македонската економија? Значи, врз основа на глобалните параметри, глобалните движења, ние во Централната банка правиме пресметка на странската ефективна побарувачка, значи оценуваме колку врз основа на овие параметри би била странската ефективна побарувачка, при што при овие пресметки ние ги земаме во предвид најзначајните економии, што ќе се случува со бруто домашниот производ во економиите кои што се наши најзначајни партнери, или тука вклучуваме ние десетина земји на кои што отпаѓа повеќе од 2/3 од нашиот извод. Генерално кажано, овие најнови движења не значат некои поголеми поместувања, односно се уште е релевантна нашата предпоставка дека ќе продолжи трендот на постепено
закрепнување на странската ефективна побарувачка и ќе се движи нешто над 2% во среднорочниот период. Иста е и констатацијата за странската ефективна инфлација. Зошто ја наблюдуваме странската ефективна инфлација? Таа всушност е еден вид индикатор, прокси за увозните цени во нашата економија. Нашата структура на CPI, на потрошувачкиот индекс, е таква да вклучува и значајна компонента од увозните цени. Отаму следењето што ќе се случува со увозните цени е многу значајно како фактор кој што ќе ја дефинира купната инфлација во нашата економија. Значи, по неколку години, 3-4 години, благи надолни поместувања на странската ефективна побарувачка, минатата година се забележа пораст на странската ефективна побарувачка, инфлација, и се очекува и дека оваа година таа ќе биде некаде под, но блиску до 2%, а оваа констатација би се задржала и во среднорочен период. Оно што може би треба да се спомене е дека кога ги наблюдуваме примарните производи, а исто така зошто ги гледаме примарните производи, бидејќи нашата структура на економијата е таква, ние сме увозна зависна економија со енергенси, со суровини, а на извозната страна исто така имаме значаен сегмент кој што отпаѓа на примарните производи, така да постојано ги следиме. Оно што исто може да се каже по-генерално на овој сегмент е дека по 4 годишен пат на цените на примарните производи, минатата година за прв пат се забележа исто така нагорно поместување, особено кај цените за нафтата, а очекувањата се дека и оваа година тоа нагорно поместување кај примарните цени ќе продолжи. Во споредба со нашите претходни очекувања, проекциите за цените за нафтата се нешто повисоки од тоа што ние очекувавме, меѓутоа повисоки се цените и на храната и на металите, а кај металите тоа во основа може да значи поволни услови на размена. Значи, ако ги гледам генерално условите за размена, има некои попозитивни очекувања во сегментот на цените на металите од една страна, што позитивно може да се одрази на извозната страна, но можно и да имаме и поголеми притисоци пред се во енергетскиот сектор. Кои беа нашите очекувања за економската активност во април? Во основа, априлскиот циклус на проекции имаше оцена за дека де факто по економската стагнација во 2017 со која што се соочивме и која што во основа беше резултат на главно на неекономски фактори. Очекувавме постепено да се вратиме на патеката на растот, со раст од 3,2% во 2018 и раст од 3,5% во 2019. Во однос на структурата или кои се тие фактори кои што ние очекуваме дека би ја движеле нашата економија, значи клучен фактор извозот, ако гледаме компонента по компонента, извозот е веќе подолг период, клучна детерминанта на растот на нашата економија, бидејќи не е тој не треба да се гледа впрочем сам за себе. Извозот значи и повисоки инвестиции, сето тоа значи и подобри движења на пазарот на труд. Подобрите движења на пазарот на труд значат и повисок расположлив доход, што значи посредно се стимулира и домашната компонента, односно домашната побарувачка. Секако клучна претпоставка која што ние ја нагласивме во тој период на проекции беше дека е потребно повторно отпочнување и зајакнување на циклусот на јавните инвестиции. И сега, што се случи де факто? Во првиот квартал ние очекувавме раст некаде околу 2,4% на годишна основа, меѓутоа растот кој што остварен во првиот квартал е само 0,1%. Кога ги анализираме по компоненти, главните отстапувања во однос на нашите проекции се инвестициите, каде што дефинитивно имаше големо забавување, тоа се гледа и кога се анализира производната страна на БДП, но и кога се гледа расходната страна на БДП. Имаше големо отстапување кај инвестициите, иако ние, дури како Централна банка, се уште предвидувавме пад на инвестициите во првиот квартал, но падот беше поголем од тој што ние го очекувавме. Исто така, имаше пониски остварувања од нашите очекувања и кај личната потрошувачка. Ако ги гледаме фундаментално факторите, расположливиот доход продолжува да расте во првиот квартал, зашто имаме солидни движења, расте вработеноста, растат платите, расте и натаму е многу солидна кредитната поддршка на населението од страна на банките, меѓутоа нашето објаснување е да ако е во овие услови се случува забавување на потрошувачката, можно е да тоа одразува одредена воздржаност од потрошувачка, значи неповолните очекувања на овој сегмент.
Меѓутоа ќе видиме, значи ова се првични податоци за првиот квартал, а свесни сме сите дека многу често се прави ревизија на податоците и тоа ревизијата може понатаму позначено да промени некои оценки. Понатаму, кои се најновите високофреквентни показатели за вториот квартал? Значи, што може да очекуваме сега за вториот квартал? Навистина, кога ние во Централната банка ги гледаме тие податоци што се расположливи за вториот квартал, нема некоја јасна слика, има некои индикатори кои што упатуваат на подобрување во одредени сегменти, но има и индикатори кои што се уште упатуваат на не даваат јасен сигнал за заживување. Меѓутоа, морам овде да потенцирам дека најголем број од високофреквентните податоци се однесуваат само за месец април. Така да навистина немаме голем сет за расположливи макроекономски индикатори за да може да дадеме попрецизна оцена колку и во која мера ќе се промени растот или економската активност во вториот квартал оваа година. Малку мене лично ми, да речам, не знам дали ме охрабрува или изненадува, тоа е последниот графикон доле. Тоа е индикатор за економска доверба, тоа е индикатор кој што го продуцира Европската комисија, каде што може да видите дека во вториот квартал се гледа поголемо нагорно поместување. Секој нагорно поместување значи поголем оптимизам кај населението. Меѓутоа, овој индикатор е всушност композитен, ги одразува очекувањата и на населението, но и на корпоративниот сектор. Така да дава некоја позитивна индикација, но навистина останува да видиме. Го споменав пазарот на трудот, значи пазарот на трудот е клучната детерминанта на расположливиот доход, на личната потрошувачка. И како што веќе споменав, ние во првиот квартал забележуваме позитивни, значи де факто трендот кој што беше позитивен на пораст на бројот на вработените, кој што кај нас се случува во целиот посткризен период, продолжува и натаму. Растот на вработеноста е 2,2% во првиот квартал на оваа година, што е со темпо кое што е отприлика слично, како и движењата во претходните неколку години, каде што растот на бројот на вработеноста беше некаде околу 2%. При највисок придонес во овој конкретен квартал на преработувачката индустрија и хотелската и ресторанската дејност. Значи, во однос на бројот на вработените имаме натаму продолжува солидниот тренд, а овој солиден тренд продолжува кога ги гледаме движењата во сегментот на платите. Кај платите, впрочем, ние гледаме забрзување на растот и на номиналниот и на реалниот раст на платите, а реалниот е оној што ние го гледаме во контекст на БДП. Реалниот раст на платите е забрза на 3,4 наспроти 1, колку што изнесуваше во четвртиот квартал, што најверојатно според наши оценки одразува дел и од воведување на концептот на минимална плата. Од друга страна, неповолен е индикаторот за продуктивноста, бидејќи во првиот квартал оваа година продолжува падот на продуктивноста, впрочем продолжува трендот на пад на продуктивноста кој започна минатата година. Значи, ако гледаме малце, ако се вратиме малце и погледнеме кон подолгорочниот тренд, она што јасно се гледа е дека всушност во целиот посткризен период од 2008-2009 година наваму, бројот на вработените растеше и ако го споредиме растот на бројот на вработените со нивото на пораст на бруто општествениот производ, што всушност е индикатор за продуктивноста, се гледа дека ние во просек стагнираме. Значи, во оваа точка сега, во споредба со предкризниот период, ние стагнираме. И тука дефинитивно е едно поле каде што треба да се обрне големо внимание. А истовремено, бидејќи стагнираме во делот на продуктивност, легитимно се поставя прашањето за платите. Што се случува со платите? Платите, како што знаете, речиси на континуирана основа растат и тоа дефинитивно ги апострофира ризиците околу трошоците по единица производ или едноставно кажано конкурентноста на нашата економија. Сепак потребни се подетални анализи, подетално гледање што се случува, меѓутоа сепак ова е еден агрегатен индикатор кој што ако ништо друго дефинитивно упатува на потреба за внимателност. Во однос на инфлацијата со исклучок на првите транзицијски години во Република Македонија,
не представувала предизвик, имало некои исклучоци периоди кога од фактори на страната на понудата имало нагорни придвижувања, но нашиот историски просек е негде околу 2%. Инфлацијата во посткризниот период беше пониска од нашиот историски просек и минатата година излезе од благата негативна зона, достигнувајќи раст од 1,4%, а за оваа година нашите проекции се некаде околу 2% за 2018 и за 2019 година. Досегашните движења, значи најновите остварувања, се остварувањата заклучно со мај, кои што во основа покажуваат дека во моментот, динамички гледано, просечната инфлација од 1,5%, која што ние имаме во првите 5 месеци, е нешто пониска од нашите очекувања за годишна стапка од 2%, но сепак од друга страна постојат нагорни ризици во однос на цените на примарните производи, како што споменав, цените на храната, на нафтата, и сето тоа може да даде една оценка дека во основа ризиците околу проектираната патека на инфлацијата за ова и на наредната година се избалансирани. Во однос на билансот на плаќање, движењата во екстерниот сектор кај нас се од клучно значење. Многу е јасно дека за економии кои што имаат стратегија, монетарна стратегија на таргетирање на девизен курс, односно стратегија на одржување на де факто стабилен девизен курс, девизните резерви се клучниот сегмент кој што покажува колку е просторот што го има монетарната политика да води акомодативен карактер. Затоа ние блиску ги следиме сите движења во билансот на плаќање, во тековната и финансиската сметка. Нашите априлски проекции упатува на понатамошно одржување на умерен дефицит на тековната сметка од 1,5% од БДП во двете години, значи и ова и наредната. И што значи ова историски гледано? Историски гледано ова е многу пониско ниво. Значи кај нас историскиот просек на дефицит на тековната сметка бил околу 6%, значи ова значи упатува на значајно подобрување на тековната сметка, односно се уште имаме дефицит, меѓутоа тој дефицит е стеснет во споредба со претходниот период. Овој позитивен тренд, значи кој што го гледаме во изминативе години, очекуваме да продолжи на среден рок. Кои се главните причини за ова подобрување? Сметаме дека главните причини за ова поместување, подобрување кое што го гледаме се странските директни инвестиции, придонесот кој што тие го даваат во делот на нето извозот, јас и претходно го споменав, и секако постепеното закрепнување на странската побарувачка во посткризниот период, кој што дава позначаен импулс и на останатиот домашен сегмент кој што е многу значаен за нас и за нашата економија. Значи, она што исто така би можела да го споменам, значи ние на среден рок очекуваме овој позитивен тренд кај трговскиот дефицит да продолжи, но од друга страна, кај секундарниот доход очекуваме одредено негово намалување. Кога велам секундарниот доход, тука мислам пред се на приватните трансфери кои што се значаен извор, меѓутоа нашата логика е кога тие достигна историски високи нивоа, веројатно прудентно е да се очекува дека во одредена точка има нивно стабилизирање мислам во релативна смисла како процент од БДП. Остварувања, колку тие отстапуваат од нашите очекувања, она што можам да го кажам е дека има одредени отстапувања, меѓутоа тие сега за сега не упатуваат дека би требало да се направи некоја позначена ревизија. Има ризици околу нашата проекција, има и позитивни и негативни ризици. Позитивни ризици се подобрата конјунктура на пазарот на металите, за кој што туку спорувавме, значи се очекува позначаен раст на цените на металите од тоа што претходно се очекуваше, а негативен ризик повисок раст на цените на нафтата и храната. Ние нели сме нето увозник на енергенси, но сме и нето увозник на храна. Со овие проекции ние очекуваме да позитивните трендови во структурата на нашата економија ќе продолжат и понатаму. Впрочем, и ако ги гледаме остварувањата за првите 4 месеци од оваа година, гледаме дека продолжува процесот на диверзификација на извозната структура. Извозот на новите извозно ориентирани компании продолжува да расте, значи тоа е околу 50% од нашиот извоз. Со тоа продолжува да расте и поволно да се менува структурата на самите производи во насока на
поголемо учество на производите со повисоко технолошко ниво. Нашиот клучен партнер останува Европската Унија, кон која што веќе извозот континуирано се продлабочува и достигнува некаде 80%, при тоа, според статистиката на надворешната трговија, тука клучен партнер е Германија. Од овој графикон, впрочем, може да се види дека близу до 50% од нашиот извоз е извозот во Германија. Секако ние имаме и одредена задршка околу овие податоци во смисла на тоа што ние преку надворешната трговија го следиме извозот директно во првата економија, меѓутоа понатаму таа економија има диверсификација, например во автомобилската индустрија. Се извезуваат во германската економија, меѓутоа има потоа диверсификација во останати економии. Во однос на финансиската сметка, нели билансот на плаќање кој што ги представува односите на нашата економија со нерезидентите во основа се состои од два дела. Тоа се тековните трансакции, кај што е главно трговската сметка, трговијата, и вториот многу значаен дел се финансиските трансакции, значи заемите, вложувањето во хартии од вредност и слично, кој што исто така е многу значаен за тоа кое ќе биде нивото на девизни резерви кој што ние може да го очекуваме. Значи тоа зависи од движењата во двата дела. Нашите проекции за среден рок се солидно ниво на финансиски приливи од околу 5% од БДП на среден рок. При тоа очекуваме овие приливи да бидат комбинација на должнички и недолжнички текови. Кога мислам на должнички текови, значи тоа е главно за вложувањето, државата и на приватниот сектор, но и странските директни инвестиции. Странските директни инвестиции во просек, ако се вратам во историја наназад, се движат негде околу 3 до 4% од БДП, и така гледано, ако појдеме од оној историски просек на тековната сметка од околу 6% од БДП, покажува дека тие се еден од клучните извори на финансирање на дефицитот на тековната сметка. Најновите движења, кои што се со првиот квартал од оваа година, упатуваат на значително повисоки приливи на финансиската сметка во однос на нашите очекувања за првиот квартал. Причината за ова се главно поголемите странски директни инвестиции кои што беа остварени во првиот квартал и кои што ги надминаа нашите очекувања. Во првиот квартал регистрирани се странски директни инвестиции од 234 милиони, има повеќе фактори, повеќе компоненти кои што придонесуваат за овие движења, меѓутоа дефинитивно тоа е над нашите очекувања. Сите овие движења во тековната и во финансиската сметка на крајот на 2018 треба да резултираат со раст на бруто девизните резерви, кои што треба да достигнат ниво од 2,6 милиарди, што значи тамошен пораст на девизните резерви од 275 милиони евра. Ако погледнеме што тоа значи малце поструктурно, имајќи ги во предвид сите стандардни индикатори за адекватноста на девизните резерви, кои што се користат во меѓународната пракса, ова дефинитивно упатува дека нивото на девизните резерви сега е адекватно и ќе продолжи со овие проекции, овие претпоставки и во среднорочен период да биде адекватно, односно да обезбедува доволен простор за справување со било какви шокови, се разбира потенцијални, доколку економијата би се соочила. Накратко во однос на монетарниот сектор, значи се забележуваат позитивни придвижувања во монетарниот сектор. Ние очекувавме да продолжат солидните стапки на раст на кредитите и на депозитите. Секако овие нивоа кои што ние сега ги гледаме се далеку пониски од предкризните, но значи мора да го имаме предвид новиот контекст, новата реалност со која што сите економии се соочуваат. Впрочем, на споредбена основа Македонија е една од земјите со највисоки стапки на раст и на депозитите и на кредитите, иако она што ако се гледа структурата на кредитите, се гледа дека во најголем дел кредитната поддршка во нашата економија насочена кон населението, а изостанува доволно кредитна поддршка на корпоративниот сектор. Исто така, позитивните придвижувања, тоа мислам на другиот слайд, значи не само што генерално трендовите кои што ги гледаме упатуваат на натамошно стабилизирање и подобрување,
туку и погрануларно, ако гледаме што се случува со структурата на штедење во однос на валутната структура и во однос на рочноста на штедењето, се забележуваат одредени позитивни промени. Тоа овој црвениот дел, не знам дали добро се гледа, сепак овој дел е многу понизок, тоа е долгорочното штедење, многу понизок од претходни години, но барем се гледа некоја попозитивна динамика и промена во позитивна насока. Во однос на евроизацијата, деевроизацијата, која што ни е позната на сите нас, значи во последниве години се гледа дека процесот на деевроизација, кој што поинтензивно се одбиваше во посткризниот период, е запрен, меѓутоа нема ни неповолни поместувања, значи стагнира, што нашата интерпретација дека ова е одраз на сета онаа неизвестност која во последниот период, особено минатата и пред таа година, се соочувавме. Во однос на кредитите, веќе кажав, значи, сепак оценуваме дека ова е солиден кредитен расос, задршката која што веќе кажа во делот на корпоративниот сектор, се гледа на самиот графикон, посветлиот дел, белиот дел, значи е поддршката на населението, а затемнетиот дел е поддршката на корпоративниот сегмент. Овие движења ние ги анкетираме банките на редовна основа, бидејќи тоа ни представува значаен инпут за добивање на квалитативно и квантитативно објаснување за факторите кои што ја движат кредитната активност, но и за согледување на идните движења во овој сегмент. Она што може да се види е дека последните движења во вториот квартал во линија кореспондираат со очекувањата на банките за одредено забрзување на кредитната побарувачка и натамошно олеснување на кредитните услови. Резимирано од презентацијата која што ја имав, можам да кажам дека најновите податоци за 2018 година упатуваат на одредени отстапувања во однос на проекциите. Во делот на монетарните движења, растот на депозитите и кредитите е нешто поволен од тоа што ние очекувавме иницијално, сега засека. Во делот на платниот биланс имаме дивергентни движења кај финансиската сметка, како што споменав, во платниот биланс таа е поповолна, пред се како резултат на движењата кај странските директни инвестиции, меѓутоа од друга страна пак дефицитот на тековната сметка засега е повисок, поголем дефицит од тоа што ние очекуваме. Секако би споменала дека во последниве години, како нашава економија станува се поинтегрирана со остатокот од светот, како бројот на странските директни инвестиции, компаниите кои што работат тука се зголемува, толку и можноста за прецизноста во проекциите станува потешка. Многу голема променливост, волатилност се забележува во податоците. Кај инфлацијските движења, генерално засега, се во линија, наша оценка е се во линија со проекциите. Пропуштив да кажам дека збирно финансиските и тековните трансакции резултираа во солиден раст на девизните резерви, кои што сега обезбедуваат 4-месечна покриеност на увозот на стоки и услуги на наредната година, што се смета дека е адекватен бафер, значи адекватна резерва за било какви потребни интервенции од страна на Централната банка. За остварување на годишните проекции, значајни фактори, како и досега, останува домашниот амбиент и натамошното подобрување на надворешното окружување, а забрзувањето сега не го споменав тука, не ги споменав евроатлантските интеграции, значи забрзувањето на овие процеси е позитивен ризик во однос на нашите проекции кои што не е експлицитно вграден во самите наши проекции. Значи доколку има одредено забрзување во овој процес, можни се позначајни капитални текови, значи искуството, анализите, кога се гледа историјата на останатите земји во фазата, предпристапната фаза кон ЕУ, можно и не треба да се исклучат по забележителни приливи. Вака резимирано, со оглед на здравите економски основи, стабилната надворешна позиција и отсуството на позначени инфлацијски притисоци, Народната банка во првиот квартал ја намали основната каматна стапка, сведувајќи ја на историски ниско ниво,
Знаете дека во македонската историја ние никогаш не сме имале толку ниски каматни стапки на Централната банка, а исто така не сме имале ни толку ниски каматни стапки во банкарскиот систем. Секако тука и трансмисијата, преносот на сигналите од Централната банка до банките. Во следниот период, како и досега, Народната банка внимателно ќе ги следи сите движења и доколку е потребно, ќе ја приспособува соодветно монетарната политика.